И buongiorno tutti ragazzi! Да, денеска патуваме за Италија, но не патуваме со авион, него патуваме со 5 мириси, што ќе ги представам, кои што носат секси пил, заводливост, шарм, италијанска енергија. Некои од нив се стари дури повеќе од 3 децении. Да, убаво слушнате, 3 децении. Сакате да знаете кои се тие? Останете со мене, ќе бидете изненадени. И да почнеме со нешто што ќе бидете силно изненадени. Сите го знаете брендот Sergio Tacchini. Да, убаво слушнавте. Sergio Tacchini е спортски бренд, но во пазарот со парфеми влегува во 1987 година. Прв парфем што го представуваат е токму овој. Sergio Tacchini Uomo. Ова е парфем што мириса чистота, свежина, почетокот е цитрусен и овошен, а на крајот се осеќа дрвениот финиш. Ако сакате да мирисате чисто, свежо и убаво, ова е токму тој. За таа цена што го нуди овој парфем, 20 евра, ова е полн погодок на старо, ама добро. Sergio Tacchini Uomo. И сега одиме на легендата, а тоа е кој друг ако не Versace L'Homme. Versace L'Homme е парфем од 1984 година. Да, убаво слушнавте, 1984. Ова е првиот парфем што излегува од куќата Versace. By the way, омилениот на Кристијан Гулговиќ. Да. Овој парфем е класика. Цитрус, мошус, дрвенести ноти. Овој парфем ме потсеќа на кожна јакна, пура, парфем и потпишуваш договор за $1 милион. Il Padrino парфем, Al Pacino. Верувајте ми, нема да сгрешите. За некого може би old school, old fashion, но ако ви легне на кожата, нема да сакате да го смените. Versace L'Homme. Ако сакате елеганција и финеса, тогаш правиот избор е Gianfranco Ferré, Italian Fougère. Е вашата станица. Како и во модата, така и во парфемите. Gianfranco Ferré секогаш сака чистота, софистицираност. Овој парфем не е типичен англиски фужер, ова е понежен, по-секси и по-мек. Italian Fougère Gianfranco Ferré има топлина и шарм што го прави многу нослив. Ако сакате нешто господско, а да не е претешко, ова е правиот избор за вас. Gianfranco Ferré Italian Fougère. И секако не може да помине оваа листа без малку понов модел, а тоа е Dolce Gabbana Light Blue. Ова е веќе видена италијанска класика од 2001 година. Овој парфем ти е како летување на Сицилија. Седиш, пиеш коктелче, осеќаш топлина, свежина, цитрус. Едноставно кога ќе го ставите, чувствувате дека сте на море, со очила за сонце и ладно пиво во рака. Ова е парфем за лето, ова е за секој ден, за сите прилики. Може да се користи било кога. Може би е малку пообичен од другите во оваа листа, но верувајте, освојува со својот шарм и секси пил. Долготрајноста на овој парфем е 5 до 6 часа. Dolce Gabbana Light Blue. И за крај нешто не толку познато, но сепак убаво, а тоа е Mandarina Duck Black. Овој бренд е повеќе познат по чанти и модни додатоци. Ама Black е парфем што пријатно изненадува. Мирисот е модерен микс од цитруси и зачини, а на крајот се осеќа дрвен финиш. Овој парфем се препорачува да се на тегувања, девојка, во канцеларија исто, трајноста му е довршена 6-7 часа без проблем. Ова е мирис меѓу модерното и урбаното. Ако сакате да мирисате убаво и свежо, Mandarina Black. И ова беа моите 5 избори на парфеми од Sergio Tacchini до Dolce Gabbana, Versace, Mandarina Duck, Gianfranco Ferré. Ова е доказ дека италијанците знаат да создадат перфектни парфеми. Ако имаш некој твој омилен, пиши ми во коментар, не заборави да ставиш лайк и субскрайб, се гледаме до наредното видео. Поздрав!